Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Завршните зборови во судскиот предмет за пожарот во Тетовската модуларна болница ќе бидат кажани на 10 мај. Денес се одложи рочиштето. Со пригодна манифестација и доделување на награди за најдобри поетски творби, Тетовската библиотека го одбележа 23 април светскиот ден на книгата и авторското право. На 27 април нема да биде дозволено паркирање во централното тетовско подрачје, посебен сообраќаен режим поради посета на косовска делегација. Во Тетовскиот основен суд се одложи главната расправа за пожарот во Тетовската модуларна болница, на која требаше да се одржат завршните зборови на обвинителството и на одбраната. Завршните зборови во судскиот предмет за пожарот во Тетовската модуларна болница во кој загинаа 14 лица ќе бидат кажани на 10 мај, откако денес беше одложена главната расправа поради отсуство на еден од обвинетите. Флорин Бесими не дошол од здравствени причини, висока температура и треска, поради што адвокатот достави лекарска документација. Доказната постапка за случајот кој се води во Основниот суд во Тетово заврши на 6 месецов, кога обвинетите одговорија на судијата дека нема да дадат исказ. Поранешните директори Флорин Бесими и Артане Теми се товарат за кривично дело, тешки дела против општата сигурност. Доктор Бобан Вучевски за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, за кое обвинето и правното лице Клиничка болница, заедно со предизвикување општа опасност. Граѓаните кои и денес дојдоа пред судот да му дадат поддршка на доктор Бобан, велат дека очекуваат ослободителна пресуда за него, зашто тој нема никаква вина. Ако сакаат да поправат процентот на доверба во судството, кое моментално е најниско во државава, тогаш нека размислат за пресудата. Конечно време е веќе да се донесе ослободителна присуда за докторов, да не доаѓа по овие судници, на него му е местото да биде со пациентите. Откако ќе се одржат завршните зборови, се очекува да биде соопштена и судската пресуда. Државниот пазарен инспекторат во координација со тимови Управата за финансиска полиција, Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за одземен имот денес проведува инспекцијски надзори на увозници на овошје и зеленчук, како и на сите трговци. Се контролира почитување на одлуката на владата за дистрибуција и продажба на најмалку 70% од количествата што ги испорачувале во јануари и февруари. Од раните утренски часови Државниот пазарен инспекторат во заедничка акција со Управата за финансиска полиција, како и Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за одземен имот проведува надзори на кванташкиот пазар. Надзорите се извршуваат врз основа на Законот за трговија и одлуките на владата за замрзнување на цените на овошјето и зеленчук, како и одлуката за доставување на 70% на овошје и зеленчук. Резултатите од надзорите дополнително ги сублимираме и за истите ќе ве известиме во текот на денот. Тука не застануваме, ќе следат уште поинтензивни акции во наредниот период, нема да дозволиме манипулација на законите и граѓаните и ќе се казнува без селекција. Од она што го утврдуваме на терен, можам да кажам дека повеќето маркети ги почитуваат одлуките на владата, но има и такви кои што не ги почитуваат одлуките. Станува збори за големи ланци на маркети, но има и помали, и за истите се изречени соодветни санкции, како за пример можам да извоам дека само во саботата се изречени казни од над 80.000 евра за непочитување на одлуките од владата. Дел од вработените во Државниот испитен центар, кои се членови на синдикалната организација, денеска најавија стопирање на сите процеси кои ги работат, вклучително и подготовките за предстојната државна матура. Министерот за образование и наука Јетон Шаќири пак порача да не се доведува во прашање државната матура.
Платите наши едноставно беа заборавени во насока на тоа да со покачување нели на минималната плата на 2 пати веќе се покачија само платите на оние кои што беа со најниска позиција, односно минималците. И веќе додавме во некоја ситуација каде што имаме изедначување на платите на повеќе од 11 лица од можни 29 вработени во Државен испитен центар, односно од службата за обезбедување до некоја позиција нешто подсоветник се речиси изедначени платите, односно на минималец. Што ќе се случи доколку нема покачување на платите? Значи штрајкот ќе продолжи, сите процеси кои што се во надлежност на Државен испитен центар ќе бидат стопирани. Државната Сите процеси кои што се во надлежност на Државен испитен центар. Уште од септември минатата година, кога се покачи минималната плата, овие луѓе овде не добија никакво покачување, значи нити линеарно, нити на никој начин. Добро, тоа да кажеме остана и кај некои други гранки, да кажеме, или дејности од јавниот сектор. Но сега со последново покачување, кога платата се покачи за 20.125 денари, тие останаа пак без никакво покачување, апсолутно. Јас сега не го имам информацијата како, но и на тие вработени, и на сите вработени кои се вклучени во јавната администрација, знаеме дека во дел од економските ресори и другите ресори во владата зборуваат за општиот колективен договор каде се вклучени сите синдикати. Значи тие вработени кои се дел од администрацијата на УПОС синдикатот, јас ќе ги повикувам да не ги искористат заради тоа што сите имаме законски обврски, имаме законски задолженја и кога се работи за државна матура не можат да го искористат моментот на државната матура за да достигнува тоа. Целта на владата и на општиот колективен договор за сите што го очекуваат, мислам и другите синдикати, е подобри услови, но не сакам во таа институција да се користат овие ситуации за некој во моментот да добива од тие средношколци што треба да завршуваат државна матура. И мојата порака до сите тие вработени, нека заедно со директорката, нека комуницираат со другите институции, нека очекуваат кога ќе се реши општиот колективен договор и што е разликата и може да ги надминува проблемите, но никогаш да не се донесе под прашање државната матура, зошто имаме и правна одговорност за овие случувања. Тетовската библиотека Кочо Рацин денес на пригодна свеченост им ги додели наградите на најдобрите ученици кои беа дел од конкурсот за најдобри поетски творби на темата Книгата извор на знаењето. Конкурсот беше распишан по повод 23 април, светскиот ден на книгата и авторското право на кој учествуваа ученици со нивните ментори од основните училишта од Тетово и Тетовско. По повод 23 април, светскиот ден на книгата и на авторското право, Националната установа Библиотека Кочо Рацин Тетово организираше свечаност на која беа доделени пофалници и награди на најдобрите од литературниот конкурс на библиотеката токму за меѓународниот ден на книгата. Традиционалниот литературен конкурс беше распишан пред повеќе од 1 месец, а истиот се однесуваше за најдобри поетски творби на македонски и албански јазик, на кој учествуваа ученици од основните училишта од Тетово и Тетовско. Темата на овогодинешниот конкурс го носи насловот Книгата извор на знаењето. Ученичките творби ги оценуваше 4-члена комисија. Во име на делот, да речем, од комисијата која што ги оценуваше пристигнатите творби на македонски јазик, сакам да го изразам моето задоволство од квалитетот на пристигнатите творби. Имаше многу голем број. Комисијата одлучи како што одлучи. Меѓутоа, оние што не се наградени и пофалени, меѓу вас има потенцијал, меѓу сите вас, да продолжите, да творите, па може би веќе наредната година или наредните години од вас ќе биде пофален или награда. Од квалитетот, како што реков, на творбите беше на завидно ниво. Комисијата работеше, бидејќи конкурсот е под шифра, не ги знаевме авторите кои се, нито вклучилиште, и одлучивме, кога ги отворихме, видовме дека има од сите средини,
од повеќето училишта во Тетово и околината и би ги охрабрил училиштата, основните училишта да учествуваат и на наредните конкурси кои што ќе ги организира библиотеката Кочураци, а и литературниот клуб Кирил Печиновиќ. Тој конкурс е на зима за литературна творба, значи исто традиционално го организираме тој конкурс на македонски и на албански, значи сите ваш поставите творби на овој конкурс, ве повикувам на есен, кога ќе објавиме конкурсот, да учествувате и на конкурсот на литературниот клуб Кирил Печиновиќ. Светскиот ден на книгата и авторското право, 23 април, се одбележува во чест на двајцата великани на светската книжевност, Вилијам Шекспир и Мигел де Сервантес. Инаку одлуката за одбележување на Светскиот ден на книгата и на авторското право е донесена на конференција на УНЕСКО одржана во Париз 1995 година. Овој ден особено има за цел младите да ги поттикне на читање, да го промовира издаваштвото и заштитата на интелектуалната сопственост по пат на заштита на авторското право. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера на локален пат во Тетовски Пирок лишиле од слобода 31-годишникот ова село, затоа што при негов и при преглед на патничко возило Opel Corsa со тетовски регистерски ознаки, кое го управувал, била пронајдена и одземена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера вечер на улица 107 во Тетово лишен од слобода е малолетникот Тетово затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Се расчистува и документира случајот. Полициски службеници вчера на улица Видео Смилевски Бато во Тетово со судска наредба за издржување затворска казна привеле 46 годишен тетовец пошто тој бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетова. Вчера лишена од слобода е 36 годишна тетовка која била пријавена од незината 64 годишна мајка дека во нивниот дом физички ја нападнала. Се расчистува и документира случајот. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера на улица Младен Симоновски во Гостивар лишиле од слобода 45 годишен гостиварец поради сомнение дека од едно лице одзел личен предмет. Се расчистува и документира случајот пошто ќе следува соодветна пријава. СВР Тетово известува за посебен сообраќаен режим во четврток во Тетово поради престој на косовската претседателка во градот. На 27 април, четврток, во Тетово по повод престојот на висока делегација на Република Косово, секторот за внатрешни работи Тетово ќе воведе посебен сообраќаен режим во централното подрачје на градот во периодот од 5 часот наутро до завршувањето на официјалната посета. Во овој период ќе биде забрането паркирање на возилата на булеварот Маршал Тито, на потегот од крстосницата со улицата Видео Смилевски Бато до крстосницата со улицата Благоја Тоска. Покрај ова нема да биде дозволено паркирање и на улица Јн, на потегот од крстосницата на улицата Димо Гавровски Кара со булеварот Илинденска, како и на булеварот Илинденска, на потегот од крстосницата на булеварот Маршал Тито со улицата Јн. На сите други улици во градот, каде веќе е забрането, ќе се санкционираат и подигнуваат возилата, со цел да се обезбеди непречено и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до граѓаните во четврток на 27 април да не се движат со нивните возила во централното подрачје без поголема и неодложна потреба, но и да имаат разбирање и трпение за изменетиот сообраќаен режим и да ги почитуваат и да постапуваат по наредбите и насоките на полициските службеници, со што непосредно ќе придонесат за безбедна реализација на официјалната посета.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!